Добродојдовте во урбаните вести. Нема повеќе изгубени предмети во фиоките на градската администрација. Деталите за ова ќе ги дознаете веднаш по генералната најава. Внатрешна контрола ќе ги чешла предметите во град Скопје. Јавното предпријатие Комунална хигиена го исчисти центарот на Скопје, а вработените во општина Бутел ја исчистија општината. Во Автокоманда ќе се гради комплетно нова амбуланта. Скопје Beer Fest од 20 до 22 септември на стадионот на АРМ. Градот Скопје воведе нова реформа во работењето на градската администрација. Внатрешна контрола ќе ги чешла сите несработени предмети кои се поднесени од граѓаните. Како што најави градоначалникот Петре Шилегов, крајната цел е да се спречи закочувањето на постапките во градот и да се поштедат граѓаните од стресот и изгубеното време, талкајќи по шалтери и канцеларии. Во работењето на градската администрација се воведува најнова реформа, односно се воведува внатрешна контрола со цел обезбедување поголема ефикасност во работата и подобри и навремени услуги за сите граѓани на град Скопје. Како што изјави денеска скопскиот градоначалник Петре Шилегов, внатрешна контрола за вработените во градската администрација се воведува за прв пат во историјата на град Скопје. Шилегов рече дека денеска издал налог со кој внатрешната контрола во рок од 2 месеца треба да изготви регистар на сите постојни несработени предмети во градот. Во исто време, како што рече, ќе ги категоризира предметите по тип и време за постапување. Целта е да се спречи закочувањето на постапките. Целта е граѓаните да бидат поштедени и од стрес и од изгубено време, талкајќи по шалтери, од канцеларија во канцеларија. Целта е конечно да ги извадиме сите предмети надвор од фиоките. Градоначалникот Шилегов додаде дека ќе се определува категорија по специфична тежина за колку работни дена треба да биде сработен еден предмет. Например, данок на промет би се пресметувал за 5 дена, данокот на имот би се пресметувал за 10 дена, лиценцата за такси возачи би се издавала за 30 дена. Со ова ќе се врати ажурноста во работењето со што граѓаните ќе добиваат навремени и ефикасни услуги. Од понеделник граѓаните кои имаат активни или ново поднесени предмети во град Скопје или имаат каков било проблем, градоначалникот Шилегов ги повикува да пријават во внатрешната контрола на controla@skopje.gov.mk. Шилегов додаде дека со оваа реформа ќе може да се следи и ефикасноста на секој вработен во градската администрација, а внатрешната контрола на свој начин ќе води досие за секој вработен. По повод глобалниот ден на чистотата, 15 септември, денеска администрацијата на јавното предпријатие Комунална хигиена организираше масовна акција за чистење на централното градско подрачје под мотото "Одговорноста е наша за почисто Скопје". Целта на акцијата е да се подигне нивото на културата и самосвеста кај граѓаните за потребата од чиста животна средина. На 4 локации во централното градско подрачје на плоштадите Филип II и Македонија, на улица Македонија и во старата Скопска чаршија, денеска беше организирана акција за чистење по повод Светскиот ден на глобалното чистење 15 септември. Акцијата во централното градско подрачје е под мотото "Одговорноста е наша, заедно за почисто Скопје", а зад неа стои администрацијата на јавното предпријатие Комунална хигиена. Во акцијата се вклучија и дел од вработените во јавните предпријатија, како и учениците и извидниците. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Шабани ги потсети граѓаните дека хигиената во градот не зависи само од вработените во предпријатието, туку од сите граѓани. Целта на нашата акција е да покажеме дека нивото на хигиената во градот не зависи само од активностите на екипите на Комунална хигиена Скопје, туку и од останатите граѓани, од сите нас кои што живееме, работиме во овој град и се движиме по неговите улици. Денес сите ние ќе бидеме во улога на нашите колеги кои што во текот на денот вршат празнење на садовите за отпад, ги метат и ги мијат скопските улици и јавните површини, но по завршувањето на нивните активности, хигиената на улиците и зелените површини и околу контонерите зависи само од постапките на граѓаните на Скопје, од нивниот однос кон отпадот и нивните навики.
Ние сакаме да дадеме една порака до помладата популација на градот Скопје дека тие треба да учат од постапките на постарите. Шабање апелираше до граѓаните да го одлагаат комуналниот отпад само во кантите и контейнерите, а кабастиот во центрите за селекција, за да не создаваат диви депонии и да се помогне во одржувањето на хигиената во Скопје, како и во заштитата на животната средина. На овој начин уште еднаш ги информираме граѓаните и апелираме до нив совесно да го одлагат својот отпад во садовите предвидени за таа намена, без разлика дали станува збор за надземни контейнери, подземни контейнери, канти или корпи за отпадоци. Одговорноста е заедничка, сите заедно да придонесеме да живееме во почист, поубав град и здрава животна околина. Десетици врејки собрани смет во рамки на општинската акција за чистење на општина Бутел. Акцијата се одвиваше на повеќе локации и беа вклучени вработените од општинската администрација. Инаку, оваа акција, како и она во град Скопје, се одржа во рамки на Светскиот ден на глобалното чистење 15 септември. Со одржувањето на ваквите акции треба да се подигне свеста кај граѓаните за одржување на хигиената и правилно управување со отпадот. Вработените во општина Бутел се приклучија во одбележувањето на Светскиот ден на глобалното чистење 15 септември. Вработените во општинската администрација, кои беа поделени во 8 групи, ја чистеа поблиската и пошироката околина на општинската зграда, поточно околу амбулантата, споменикот и паркот, паркинзите, пазарот, училиштето, градинките и трговскиот центар. За 2 часа, колку што траеше акцијата, беа наполнети повеќе десетици големи најлонски кеси со смет, кој беше расфрлан по тротоарите на улиците, паркинзите, јавните површини и во дворовите на јавните институции. Како што изјави градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, вакви акции во иднина ќе се организираат почесто. Општина Бутел и сите нејзини училишта и градинки, како општествено одговорни вработени, искочивме денеска да го исчистиме нашиот дел од работните делови, така да сите училишта чистат во нивните дворови, ние како општина во нашиот двор, а доека нашиот редарски дел кој што редовно чисти и на територија на Бутел. Затоа сме вољни да оваа акција не престане и во наредниот период многу почесто имаме вакви акции, затоа што гледам дека вработените се задоволни. Со оваа акција, значи, ние ја подигаме свеста како на вработените и да ги поттикнеме граѓаните на општина Бутел да се приклучат во наредниот период, да секој пред својот двор чисти и средува, за да ние како општина го кренеме нивото на нашата чистота. Акции за чистење се одржаа и во сите 7 основни училишта на територија на општина Бутел за средување на нивните училишни дворови. Оваа акција треба да ја подигне свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот, како и да се развијат механизми за поддршка на граѓаните, општините и други засегнати групи за подобро и полесно да се справат со неорганизираното и незаконско фрлање на отпадот. Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на чистење, кој ќе се одржи утре, милиони волонтери во мрежа од 150 земји ќе се обединат да го исчистат светот во еден ден. Старата и руинирана амбуланта во автокоманда е изградена после земјотресот, која не ги задоволува потребите на граѓаните. Следната година ќе стане минато. Според најавите на градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, следната година треба да започне изградба на комплетно нова амбуланта со јавно-приватно партнерство и со здравствен дом. Постојната амбуланта на улица Бапчар во населбата Автокоманда е стара и руинирана зграда која не само што не ги задоволува потребите на граѓаните, туку не е ниту безбедна за давање и користење здравствени услуги. И граѓаните реагираат на условите во оваа амбуланта. Изградба на нова амбуланта ветуваше и градоначалникот Борис Георгиевски во својата предизборна програма. Автокоманда е централната градска населба во општина Газибаба со најмногу жители и најлесно пристапна за сите жители од општината, поради што изградбата на нова поликлиника на местото на старата и руинирана амбуланта токму во Автокоманда е стратешки добар објект, кој ќе биде лесно достапен за сите граѓани на општината и ќе ја доближи примарната и секундарната здравствена заштита до граѓаните.
Градоначалникот Георгиевски на прашање кога ќе биде реализирано ова предизборно ветување, рече дека во фаза е донесување на детален урбанистички план за цела автокоманда, во кој ќе биде опфатена и амбулантата. На местото на старата амбуланта ќе се гради комплетно нов објект со јавно-приватно партнерство и здравствен дом Скопје и изградбата се очекува да започне следната година. Амбулантата во автокоманда е една од најстарите поликлиники кои што се наоѓаат и изградени се после земјотресот и се во субстандардни услови и од таа причина веќе сме во фаза на донесување на детален урбанистички план за цела населба автокоманда каде што е вметната и самата поликлиника кој што ни одалеку не представува поликлинички дел за жителите, пред се во превентивното здравје на граѓаните од автокоманда. За таа цел, со Здравствен дом Скопје и со јавно-приватно партнерство, планираме во 2019 година комплетна реконструкција на нова, скрос опремена поликлиничка амбуланта со превентивни ординации од она што представува превентива и субспецијалистичките служби од делот на лабораторија, интерно гинекологија кожно, а да се додаде и делот она што представува можност за дополнителна вредност околу амбулантата, а тоа се содржини околу воспитно-образовниот процес за децата или градинки и нов комплекс кој што ќе значи услужен дел и станување. Поликлиниката ќе биде опремена со најсовремена опрема од примарната и секундарната здравствена заштита. Планирано е да има превентивни ординации, лабораторија, гинекологија и кожен лекар. Изградбата на новата поликлиника во автокоманда ќе биде адаптирана за потребите на граѓаните и ќе представува единствено решение за доближување на примарната и на секундарната здравствена заштита до граѓаните. Од денеска општините ќе можат да аплицираат на повикот од Министерството за финансии за финансирање на проекти кои имаат за цел да ги подобрат општинските услуги. Проектот се спроведува со поддршка на Светска банка. Општините од денеска ќе можат да аплицираат со нови капитални проекти за 8 милиони евра, средства преку проектот за подобрување на општинските услуги. Министерството за финансии објави јавен повик за доделување нова транша од проектот кој го спроведува со поддршка на Светската банка. Со овие 8 милиони евра, соопшти денеска Министерството за финансии, општините ќе можат да финансираат проекти како изградба и реконструкција на систем за водоснабдување, канализација и одведување отпадни води, локална патна инфраструктура, енергетска ефикасност, изградба на детски градинки, зелени пазари, инфраструктура во индустријски зони и слични проекти. Преку проектот за подобрување на општинските услуги, додаваат од Министерството, се настојува прво граѓаните да добијат подобри општински услуги и второ, да се развие локалната економија. Илјадници граѓани во Македонија добиваат подобри услуги од својата општина благодарение на овој проект. Годишно тоа се десетици километри нови или реконструирани локални улици, изградена или реконструирана водоводна мрежа, реконструирани речни корита, градинки, домови на култура, општински згради. Ова се реални проекти со реални вредности за граѓаните, истакнува министерот за финансии Драган Тивдовски. Само преку овој проект на годишно ниво од јуни 2017 до јуни 2018 година реализирани се 72 капитални проекти во 41 општина. Проектот за подобрување на општинските услуги го спроведува Министерството за финансии. Тој е поддржан од Светска банка со вкупен фонд од 81,1 милиони евра и ИПА грант средства за рурален развој од Европската унија во износ од 14,6 милиони евра. Целта на проектот покрај подобрување на општинските услуги е зајакнување на капацитетите на општинската администрација за имплементирање на проектите. Долгогодишниот фестивал на пиво Пиволенд, кој ќе се одржи од 20 до 22 септември. Од оваа година ќе биде лоциран на нова локација, на стадионот на Арам во Градски парк. Покрај локацијата, фестивалот го смени и името. Наместо Пиволенд ќе се вика Скопје Beer Fest. Традиционалниот гурмански викенд во Скопје Пиволенд со нов концепт и ново име – Скопје Beer Fest.
Годинава од 20 до 22 септември ќе се одржи на стадионот на армијата во Градски парк. Скопје Биер Фест, како што информираат од град Скопје, на посетителите ќе им понуди различни видови на пиво од Македонија и светот, атрактивна сцена за артистите, богата локална кујна, одлична музичка програма, како и голем број забавни активности. Од град Скопје наведуваат дека новиот концепт на фестивалот има за цел промоција на македонски и интернационални брендови на пиво, креирање на пивски бренд фестивал на локално и регионално ниво, зајакнување на пивската култура во Македонија, креирање на можност за зголемена продажба и промоција на сите пивски брендови, како и промоција на град Скопје како град на љубителите на пивото. Учениците кои живеат во општина Аеродром, а посетуваат настава во посебното основно училиште Златан Сремец, од сега ќе имаат можност наставата да ја посетуваат во просториите на основното училиште Александар Македонски во општина Аеродром. Ова учебна година во рамките на основното училиште Александар Македонски во районски центар Аеродром ќе функционира интегрирана паралелка од посебното основно училиште доктор Златан Сремец. Од општина Аеродром наведоа дека просторијата ќе се користи без надомест, како и дека обезбеден и бесплатен оброк за учениците. Општина Аеродром ја поддржа иницијативата за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес за учениците од ова училиште, кои се жители на општина Аеродром, соопштуваат од општината. Посебното основно училиште доктор Златан Сремец има 9 интегрирани паралелки, што го реализираат воспитно-образовниот процес во рамки на општинските училишта на територија на градот. На површина од 8.000 метри квадратни ќе биде лоциран новогодишниот саем на мебел, кој од 9 до 14 октомври ќе се одржува во ВИП арената Борис Трајковски. Цената за влез ќе биде 100 динари, додека за групните посети ќе се наплаќа 50 динари. Овогодишниот саем за мебел ќе се одржи од 9 до 14 октомври во комплексот ВИП арена Борис Трајковски, а за полесен пристап до таму ќе бидат пуштени 2 вонредни автобуски линии со крајна постојка пред ВИП арената. Саемот ќе се протега на површина од 8.000 метри квадратни со монтажни хали со екоенергетски конструктивни елементи, двоен под и водоотпорни елементи. Ваквиот тип на хали, како што информираат организаторите, се позитивна пракса на организирање саемски манифестации во Милано, Келн, Минхен, Белград, Софија и Солун. Над 70 изложувачи ќе ги представат своите производи со низа попусти и поволности, а покрај домашните ќе учествуваат и изложувачи од Србија, Косово, Бугарија и Италија. Се очекуваат најмалку 30.000 посетители. Годинава во рамки на саемот ќе се одржат посебни едукативни настани, важни за производителите и трговците на мебел, а во соработка со факултетот за дизајн на интериер, за прв пат изложувачите ќе бидат оценувани според нови категории. Билетите ќе бидат по цена од 100 динари, а групните посети ќе се наплатуваат по 50 динари. Денеска времето во Скопје беше притежно сончево со температура до 30 степени. Утре не очекува исто време како денешното. Во следните денови ќе продолжи периодот на стабилно и суво време со благ пораст на температурата. Во недела и понеделник температурата ќе го достигне 30 степен, додека во вторник ќе биде 31 степен. Уште една информација пред самиот крај. В понеделник од 9 до 14 часот без струја ќе останат корисниците од улицата 16 во скопското село Бардовци. Ова беше последната информација за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.